Господине Арбер Адеми. Господине Арбер Адеми. Да го задржиме прво нивото на комуникација, за да може и нивото на дискусија понатаму да биде на одредено ниво. Прво, јас не се повикувам на членот 88, туку се повикувам на членот 91. Тоа е за одржување на редот. Сега. Почитуван председателе на оваа комисија. Прво, немојте да ме прекинувате за тоа што ми дадовте збор. Односно, процедурално. Прво, не можете да се однесувате со оваа комисија како прв пат да ја водите воопшто. 2 години сме овде пратеници. Вие сте 2 години или повеќе од 2 години веќе председател на оваа комисија и не можете во моментот кога има прогласено нервозна состојба во целото собрание, наеднаш да избавате нови правила и да ограничувате време за процедурално јавување на било кој член на комисијата, па и на заменик координатор. Сега, дали моето присуство тука, како заменик координатор на пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата, ги става во подредена положба од другите членови и заменици членови на оваа комисија, бидејќи во членот на кој што вие се повикувате, тоа е членот 88, кажува дека само замениците координатори имаат право на процедурални забелешки и нивното трае 3 минути. Значи, измислувате нови правила, кои што навистина нема да ви поминат со оглед на досегашното искуство кој што го имаме на оваа комисија. Кажете ми согласно кој член од деловникот вие го ограничувате времето на 3 минути на членовите и замениците членови на комисијата да се јават на процедурално. Ако веќе мене ми го ограничувате времето, во исто време треба да си го ограничите и вашето време на процедурални забелешки, односно одговорот кој што го давате на нашите процедурални забелешки. Не можеме ние да ве слушаме вас вие да зборувате 15 минути, а мене да ми го ограничувате времето на 3 минути. Ова правило не постои и не може да важи. Не постои и не може да важи. Значи, како прво, вакви нови правила ќе измислувате кога повторно ќе ве изберат граѓаните, кога повторно ќе станете координатор односно председател на оваа комисија и кога ќе си донесете посебен деловник за работа. Затоа што оваа комисија нема посебен деловник за работа. И за оваа комисија важи деловникот кој што важи за сите други комисии и за работата на оваа комисија само има еден член кој што утврдува процедура за законите кои што се во врска со усогласување со правото на Европската унија. Значи, самиот ден го почнавте на многу неправилен начин. Зошто? Заради тоа што ние имаме одредени конструктивни забелешки во врска со водењето на оваа седница, точката која што е на дневен ред, односно нашите забелешки се во насока на тоа да се донесе многу поквалитетен и многу подобар закон. Самите сте сведоци дека на оваа комисија во текот на изминатите расправи, односно ова е сега не знам кое продолжение, самите сте сведоци дека имаше ситуација кога министерот за правда повлече одредени закони. Истото се случи и на Комисијата за политички систем, истото се случи и на комисија, впрочем, од самото отпочнување на расправата кажавте дека одлучиле од страна на Министерството да го повлечат претходниот закон и да продолжиме на оваа комисија. Сега, затоа што видовме дека поголем дел од содржината на предложеното законско решение, кој што треба да биде денес на дневен ред, а тоа е Предлог закон за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство, е навистина потребен закон кој што треба да се донесе во Република Македонија, меѓутоа закон за кој што се засегнати многу страни и во исто време имаме потреба да го слушнеме мислењето со целата правна фела, кои што може да дадат одредени забелешки, а истите да бидат имплементирани во
понатамошниот дел од расправата, односно од второто читање на овој закон, да бидат преточени во одредени амандмани, па понатаму да бидат предложени на оваа комисија, и затоа беше нашата желба и нашето барање да добиеме право на процедурална забелешка и да предложиме да дадете да предложиме предлог кој што вие ќе го ставите на гласање, а тоа е предлог за јавна расправа, која што ќе се одржи во одреден догледен период пред закажување на второто читање на овој закон. Впрочем, да се остави простор да се формираат амандмани кои што ќе бидат предложени од страна на пратеничките групи, од страна на пратениците, ќе бидат предложени во редовна процедура, а да не се случи истото кој што се случи претходно со Законот за сметководители. По завршувањето на рокот за поднесување на амандмани, од денес за утре закажавте јавна расправа. Понатаму се случувало во минатото, вие како председател на оваа комисија, да ветите дека ќе се одржи одредена јавна расправа, усно да го искажете тоа на комисија, меѓутоа потоа никогаш да не се одржи јавна расправа. Зошто? Заради тоа што не сме гласале и формално не сме донеле никаква одлука да биде одржана било каква јавна расправа. Значи, нашата интенција е да бидат носени закони кои што ќе бидат користени години понатаму, на кои што нема потреба да се прави никакви интервенции, и во исто време ќе реагираме за содржината на истите, затоа што Колешке Панова, и одредени закони. Само да се сослушаме. Само да се сослушаме. Па треба да се сослушаме. Овако, треба да се сослушаме. Истече времето одамна. Ве молам да бидеме коректни. Ве молам. Ве почитувам многу, ве молам да бидеме коректни. Културен начин. Значи, прво не се однесувате джентламенски, затоа што 10 пати ме прекинувате, од друга страна го прекршувате делокот со тоа што ми го ограничувате времето за моето процедурално обраќање, и доколку сега јас почнам да се однесувам на начинот на кој што вие се однесувате, јас можам да почнам да го читам целиот закон и да не се тргнам од оваа говорница. Така ли? Меѓутоа не е тоа нашата интенција. Еве да се разбереме. Нашата интенција е да вразумите и да донесете нешто што ќе биде корисно за сите. Дали е потребен следниот закон кој што треба да биде на дневен ред? Потребен е. Дали треба посуштинска дебата во врска со овој закон? Исто така. Колегата Миле Левков ви предложи уште нешто посуштински. За тоа што постои оваа комисија за европски прашања. Па вие во оваа комисија ниту една од задачите или целите кои што ги имате за да постои оваа комисија досега во овие 2 години ги немате искористано. Односно, во одлуката за основање на посебните работни тела постојат одредени работи, односно содржина на одредени работи кои што треба да ги врши оваа комисија. Па ниту една од овие точки немате исполнето. Даде предлог убав колегата Миле Левков. Меѓутоа, очигледно, колегите од мнозинството се должни само да креваат за или против кога вие ќе им намигнете. И затоа не го ни прифатија овој ваков конструктивен предлог. Дајте да го видиме Маричик, дајте да го видиме министерот Тупанчевски, дајте да поразговараме суштински за овие работи. Јас со должна почит и со извинување кон заменикот министер, меѓутоа, навистина е потребно овде да биде експерт во кривичното право како што е министерот Тупанчевски. Овде заедно да подискутираме за потребата од јавна расправа, за потребата од суштинска дебата во врска со овој закон. Значи, прво, председателя на оваа комисија треба да ја одложите и оваа расправа денес, заради тоа што треба да го викнете министерот за правда, господинот Тупанчевски. Тој ја разбира оваа тема. И затоа ве молам да бидете разумни. Прво, да се договориме вака, за да не тече овој ден без никаков редослед. Да се договориме. Секој член и заменик член на комисијата има право на процедурално обраќање без ограничување. Во ниту еден член од деловникот не пишува време за процедурално обраќање. Како прво. Како второ, мојот предлог, кој што го предложив, да се
изгласа предлогот за одржување на јавна расправа за ова законско решение, да го ставите на гласање. И понатаму да продолжиме во суштинска дебата, односно да продолжиме онака како што налага предложениот дневен ред. Ви благодарам.